Председателот на Собранието Африм Гаши оцени дека отворањето на Уставот представува сензитивен процес кој не треба да се прави избрзано, туку врз основа на широк политички консензус. Тој нагласи дека клучната одлука за евентуални уставни измени е во рацете на политичките партии, потсетувајќи дека за вакви прашања е потребно двотретинско мнозинство во Собранието. Отворањето на Уставот е чувствителна работа, бара договор меѓу политичките партии. Не би навлегувал во коментари, туку би оставил тие да одлучат кога и за кој прашање е потребно тоа да се направи, изјави Гаши. Според него, секое отворање на Уставот носи ризик од отворање на повеќе прашања, бидејќи различни политички субјекти ќе настојуваат да ги реализираат своите цели, што може да доведе до дополнителни компликации наместо до решенија. Во однос на дебатите за воведување на Бадентеровиот принцип во работата на Уставниот суд, Гаши смета дека темата не треба да биде табу и дека за неа треба да се дискутира и од политички и од професионален аспект. Председателот на Собранието посочи дека улогата на Уставниот суд е јасно дефинирана, да ја штити уставноста и законитоста, па затоа, како што рече, не треба да постојат предрасуди кон теми кои можат да придонесат за поквалитетно одлучување. Темата за уставните измени повторно се актуализираше во јавноста, откако председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски и премиерот Христијан Мицкоски изјавија дека во моментов не постојат политички услови за отворање на Уставот. Костадиновски нагласи дека за воведување на уставна тужба и носење закон за Уставниот суд се неопходни уставни измени и двотретинско мнозинство, додека Мицкоски истакна дека станува збор за политичко прашање за кое во моментот нема соодветна поддршка. Во однос на идејата за примена на Бадентеровото мнозинство во Уставниот суд, Костадиновски изрази став дека таквото решение не е соодветно за институција која треба да одлучува исклучиво врз основа на уставно-правни аргументи.